Додека граѓаните секојдневно протестираат на улиците, додека пружаме отпор, додека бараме слобода и предвремени парламентарни избори, оваа власт не престанува да изненадува, покажувајќи ја своето лице и своите тоталитарни манири. Собранискиот деловник е алатка која што служи во демократиите, во нормалните демократии, да обезбеди фер, принципиелен диалог помеѓу власта и опозицијата. Собранискиот деловник е алатка која што се донесува со консензус. Така било секаде, така беше и во Македонија, се дури не се инсталираше режимот на Никола Груевски. После сите настанични случаи од 24 наому, после погазувањето на собранискиот деловник на 24 и претходно, после суспендирањето на уставот, после бруталното бркање на пратениците и новинарите од собраниските сала и после исфрлањето на пола народ гласачи на опозициониот фронт на улица, власта се дрзнува да го менува деловникот без консензус. За нас овој тип на инсталација на тоталитарен режим е веќе повеќе од јасен и ова не ни изненадува. Сакаме само да предупредиме дека тоа нема да не премисли нас и сите граѓани што протестираме на улиците, да продолжиме уште пожестоко со отпорот, уште пожестоко со блокади на улиците на сите зградови на Македонија. Се дори не ги оствариме нашите барања, а тоа се предвремени парламентарни избори, на кои што ќе може во оваа држава се добие нов легитимитет и да се сруши недемократскиот тоталитарен режим на Никола Груевски. Благодарам. Што за најавите за доаѓање на ковид и на холера во Македонија? Немам посебен коментар. Ние како опозиција ги имаме нашите барања. Веќе долго време кажуваме дека сме спремни за диалог, спремни сме да разговараме, спремни сме да го откочиме оваа длабока политичка криза која што ја наметна власта, се со цел да одиме на предвремени парламентарни избори. Се што е во функција на таков вид на откочување на диалогот, ние ќе го прифатиме. Се што не е во функција на таков вид на откочување на диалог, ќе значи продлабочување уште поголемо на политичката и институционална криза во Република Македонија. Околу експертската комисија на господин Антиванов, дел од вашите коалициски партнери се согласуваат, прифаќаат? Не само дел од нашите коалициски партнери, туку сите ние како опозиционен фронт рековме дека таа може би добредојдена само и само ако биде дел од пакетот, а пакетот значи одење на предвремени парламентарни избори. Таа може да помогне доколку има договор за крупното прашање. Доколку нема договор за крупното прашање, таа станува безпредметна. Дали мислите дека е се уште осфалива барањето за парламентарни избори со глед на тоа дека поминаа сите законски рокови? Со политичка волја, со седнување на маса, со договор политички помеѓу власт и опозицијата, остварливо е барањето за предвремени парламентарни избори. Тоа го знае Груевски и спиновите околу тоа дали се поминати роковите или не се ирелевантни, бидејќи ако седнеме на маса се договориме, тоа ќе се оствари.